Како изминува времето и слушајќи ги претходните дискутанти, навистина изгубив фокус зашто навистина е свикана оваа вонредна седница. Дали е свикана со цел да се изнајде решение за голготата која што ја изминуваат Скопјани изминативе 2 години, особено изминативе 2 дена, или е свикана за да се кажуваат хвалопеви и заблагодарување на премиерот Мицковски и владата. Вчера председателот во координативното тело која прашувавте во колку часот да се свика оваа итна седница, искрено бев изненадена со понудата дали да биде во 16:30 или во 18, сметајќи дека Советот како оснивач на јавното предпријатие требаше уште вчера да свика вонредна седница или во најмала рака Сабајле во 8, во 9 или во 11 часот кога се и редовните седници. Меѓутоа сега ми е јасно зошто оваа вонредна седница е свикана во 18 часот. Тоа е за да владата одржи вонредна седница во 14 часот, да донесе соломонско решение за проблемот кој што самата го искрија, и сега ние место тука да дискутираме за решенија, ние се заблагодаруваме на владата за соломонското решение кое што го донесе, а тоа е да донира на градот, односно на јавното сообраќајно предпријатие нафта, за да можат градските автобуси да се сообраќаат и да имаме јавен градски превоз. И што сега ние треба да заборавиме дека 2 дена децата не можеа да ни отидат на училиште? Дека не можевме да отидеме на работа 2 дена? Дека ниту вие, господа елитисти, што идете со автомобили на работа, денеска не можевте да стигнете, бидејќи беше хаос во градскиот превоз. Сето тоа треба да го заборавиме, затоа што владата одлучила да донира нафта. Зошто ако владата, значи образложението дека автобусите немаат нафта е поради тоа што е поништен тендер од страна на Бирото за јавни набавки, кое што раководи со директор поставен од кадарот на владеачката партија. Ако владата ги имала овие информации, не можеше да го донира, да донира нафтата пред да настане хаосот, или мораше да настане хаос за да владата сега испадне дека ги спасува скопјани. Значи, проведни се игрите не се од вчера, ние тука со другарите што се сега пратеници 3 години збориме за истово, значи се креираат кризи, потоа се јавуваат некои други спасители, значи и другарке Јанчева, значи не може, ви кажа и раководителката на правен сектор, какви се тие препораки, заклучоци кон владата. Ние сме градско собрание, оснивач на јавното предпријатие. За тоа ли ја свикавме вонреднава седница, за да дадеме заклучоци за парламентот да донесе одредени закони и владата не знам што да донесе? Значи, ова е само театар за деца и младинци, нема никакво суштинско решение. Зашто сме ние тука денеска собрани? Значи, дајте конкретни решенија, значи 3 години го збориме истото. Ова е само фластер на рана. Сега ќе заврши вонредната седница, владата ќе донира нафта, од утре ќе има автобуси, после месец дена нешто пак ќе се расипат калимерите во коалицијата за модерно Скопје и пак ќе немаме автобуси, пак тука ќе свикуваме вонредни седници, па владата ќе носи мерки, па ќе се заблагодаруваме. Значи, дајте ве молам, сериозно прифатете ја ситуацијава, на народот му врие, на народот веќе му е преку глава од овие политички препукувања, од овие борби на суети и его. Значи, јас како координатор на советничката група на Левица предлагам после оваа вонредна седница да одржиме нова вонредна седница со единствена точка набавка на нови 250 автобуси. Барам подршка од 15 советници за да одржиме вонредната седница, барам и пауза од 15 минути за службите да можат да го изработат тоа, и ако сакате на вистина да го решиме проблемот со градскиот превоз во Скопје, еве имате прилика, дајте да го решиме уште денес. Ви благодарам.